Како што најавив на почетокот на овој дневник, гостинка во тема на денот, Маја Морачанин, лидерка на Дом. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Го слушнавте денеска премиерот, со какви позиции, со каков став излезе во Брисел. Дали е тоа што го очекувавте од него? Дали сте задоволни од позициите кои тој ги презентираш? Да, тоа е тоа што го очекувавме и што го баравме да се отфрли овој така наречен француски предлог, за кој еве и сите не знаеме точно во детали што содржи, што беше споделуван по медиумите, но кој што дефинитивно не беше прифатлив и добро е што тој предлог се отфрли. Да, вие го отфрливте и повеќе од тоа, рековте дека доколку владата излезе со позиција на прифаќање на францускиот предлог, ќе излезете од неа. Но сега велите никој не знаел точно што има во францускиот предлог. Добро. Вие знаевте што точно има кога донесовте таква одлука? Деталите што беа споделувани по медиумите, тоа беше официјално не сме добиле предлог комплетно да го погледнеме, но се разбира дека и од информациите преку медиумите, но и по други канали со наши пријатели, видовме дека тоа не е предлог кој што би бил прифатлив и затоа тоа е, како да ви кажам, секоја политичка партија има своји вредности, своја идеологија, своја програма зад која стои и за Дом едноставно е неприфатливо таков тип на решение. Ние сме, се разбира, за влез на Македонија во Европската унија, проевропска прогресивна партија, но не по секоја цена. Особено не по цена на идентитетските прашања. Но му верувавте ли во изминатите денови на премиерот кога велеше дека владата не го добила, не знае што има во предлогот, не може да се произнесе? Еве, можеби вие не сте го добила. Но Да, имавте ли доверба дека не сме вашите го коалициски партнери не биле вклучени во креирањето на предлогот? Не е можно дека не биле вклучени. Значи, секако дека по некои дипломатски канали, јас не сум била никогаш дипломат, но тоа е така во политиката, се прават разговори прелиминарни и председателот Пендаровски објаснуваше кој е тој принцип, како се комуницира меѓусебно, се прифаќаат, не се прифаќаат некои предлози, значи некој вид на разговори околу тоа има. Но она што се истакнуваше од страна на премиерот и министерот за надворешни беше дека нема дефинитивен предлог стигнат до нашата страна. Сега, она што го гледаме и изминативе денови во Бугарија, е дека од прилика истата реторика, не се открива некои детали, дополнително се правеа промени во 5 до 12, што велиме, дека некои нови решенија се вметнуваат, за кои јавноста немаше увид. Лично сметам дека тоа не е добар начин, бидејќи особено кај нас ова прашање е многу горливо за граѓаните, од национален интерес и тоа се виде во сите овие денови, едноставно мора да се споделат тие информации со јавноста, не само со партиите, туку генерално со граѓаните, со јавноста, за сите да бидат спокојни или да го кажат својот став во однос на прифаќање или неприфаќање на таков предлог. И мислам дека и понатаму, затоа што ова е само една битка, би рекла, во оваа наша, за жал, долготрајна борба за започнување на преговорите со Европската унија, еве 17 години сме кандидатка, и нема да заврши, се разбира, ќе има и понатаму други предлози, договори, разговори. Мислам дека е добро и е суштествено не само и за конкретен предлог, туку и за да се врати довербата на граѓаните во институциите. Бидејќи сите сме сведоци дека едноставно граѓаните немаат доверба кога вие ќе кажете некој став, особено како политичар, дека е тоа така. Затоа треба да се сподели со јавноста, тоа да биде отворено за дискусија и да се донесе најдоброто решение. Вие велите најверојатно некој бил вклучен, некој учествувал во тој процес и владата сигурно имала информации повеќе од Дом што содржи предлогот, кога велеле дека не го имаат или дека не знаат што содржи. Од тој аспект, дали Дом се уште смета дека постои простор за одговорност, односно за раскинување на партнерството на владината коалиција, или со денешните позиции на премиерот вратено е претходниот статус пред воопшто да се зборува за францускиот? Би го разбирам прашањето. Ние бевме децидни по тоа прашање, дека доколку се прифати ваков предлог во оваа форма која што циркулираше во јавноста, дека тогаш
бидејќи тоа е неприфатливо за дом и е сериозно прашање, ние ќе напуштиме владата и мнозинството и ќе делуваме како опозиција. Гледаме дека тоа не се случи и тоа е одлично. Не можам, ме прашуваат денес дали сум среќна. Не сум среќна. Добро е што не се прифати овој предлог. Но би била среќна Македонија да ги почне преговорите, се разбира, според европските вредности, со достоинствено, со признат јазик, идентитет и така. Си припишувате ли значење, односно сметате ли дека сте заслужни што ова се случи, што е ваков ставот, затоа што 4 пратеници практично од помалите партии застанаа против предлогот и условија со свое учество во владата, без тие 4 пратеници владата нема мнозинство. Јас не би рекла дека е тоа услов, тоа е став. Значи, тоа, за дом можам да зборувам конкретно, тоа е став на дом. Тоа се луѓето во дом, тоа се нивните верувања, убедувања, тоа е нашата програма и тоа е многу легитимно. Се надвор од тоа би било несоодветно за она што представува дом. Дали заслуги ловорики, мислам дека не е тоа воопшто поентата. Ниту некој тоа го правеше за да биде заслужен или незаслужен. Наше беше да одработиме во интерес на државата. Тоа беше идејата со која ние тргнавме и да кажеме јасно што е прифатливо, што не е прифатливо и сметам дека сме дале некој придонес во оваа борба, се разбира не ние единствени, мислам дека ако веќе некој требало во риките да ги собере, тоа се граѓаните секако, бидејќи јасно беше дека јавноста не може да прифати таков вид на предлог. Разговаравте ли со премиерот во изминатите денови? Она што воопшто немавте разговори откако најавивте дека ќе напуштите? Не. Во неделата имавте средба на сите коалициски партнери, излеговте со една декларација во која што се обврзавте дека изборите или се заложивте изборите да се одржат следни во 2024 година. Веќе беше во јавноста циркулира информациите за францускиот предлог. Сподели ли со вас Ковачевски на овој состанок детали околу тоа? Покренавте ли вие прашања на крајот од денот? Што содржи тој документ? Покренав прашање и на средбата околу документот, околу тој предлог кој само што излезе. Одговорите и се познати веќе на јавноста, да не ви одземам од време, истото она што и понатаму се објаснуваше дека не сме добиле официјален, дефинитивен предлог, дека во Министерството за надворешни се разгледуваат некои детали и информации, но нема конкретен предлог за кој би требало или би можеле сите да се изјасниме и јас барав објаснување за тоа и кажав дека и таму дека она што циркулира веќе во јавноста навистина ме загрижува и дека не би требало да се прифати таков тип на предлог доколку е тоа суштината. Но во тој момент немаше. Ja, верувам дека е важно во еден документ кој ќе се обврзате дека изборите нема да бидат предвремени, туку редовни, дека и стратешките прашања како решавањето на спорот со Бугарија и како да се оствари стратешката цел за интеграција во ЕУ би требало сепак да бидат на некаков начин инкорпорирани во тој документ, декларација или заложба на сите коалициски партии. Така, во декларацијата не се спомнува францускиот предлог, но се спомнува јасно заложбите за македонскиот јазик, идентитет и така натаму, што е во суштина нешто за кое ние стоиме. Дали велите е поврзано со изборите? Мислам дека не. Бидејќи нашиот став е познат на јавноста, ние не сме за одржување на предвремени избори од причини што нели. За малку ќе се случи ако се не мора да значи. Значи нашата идеја беше дека доколку се оди со вакво решение кое што засега во идентитетот и кое што навистина недостоинствено и понижувачки за македонските граѓани, ние ќе напуштиме владата и ќе бидеме конструктивна опозиција. Што не значи одење на избори. Не значи ништо по дефолт. Во парламентот практично и би значало предвремени парламентарни избори. Тоа не е важно, тоа се можеби некој следни чекори, што ако се случи нешто и доколку се случи кои ќе бидат реакциите. Нас не беше важно бидејќи времето нели одеше брзо, се броја деновите за денешниот самит, да кажеме јасен став со надеж дека тоа ќе влијае во одлуките. Ќе влијае ли обновеното вето, доколку дојде до тоа, ако нема
модификација соодветна на францускиот предлог и остане бугарското вето, ќе предизвика ли тоа некакви поместувања и во владината коалиција и во општеството генерално, затоа што сепак оваа влада и оваа коалиција, кога го добија мнозинството во парламентот, почива и на идејата дека тие се проевропска, односно влада која што ќе овозможи отварање на патот кон Европската унија. Така е, тоа е многу важно прашање и мислам тоа не е само заложба на оваа влада и мнозинство, генералното расположение кај други политички партии, кај опозицијата и кај граѓаните е тој проевропски пат да се следи и Македонија да стане членка на Европската унија. Дали тоа би влијаело, знаете како, важно е што вие сте направиле, колку сте работеле и кој е исходот од сето тоа. Значи, во конкретниот случај, ако причината е ова, бугарското вето заради сите овие прашања кои што ги спомнуваме, јас не можам да кажам дека одговорноста е пример на ДОМ или било која политичка партија, затоа што од другата страна имате таков непристоен предлог. Така што не можам да ги доведувам во корелација овие две работи. Заложбата е едно, но важно е да работите на тој план. Секако идеално е да остварите резултати, но пак ќе кажам, не по секоја цена. Ние би сакале да бидеме, да ги започнеме преговорите, да станеме членка на Европската унија, но не по секоја цена. Ако беше само тоа поентата, како вие што велите, да се политички да се профитира, ќе отвориме, можеше многу одамна да се прифатат разни непристојни предлози. Ова е потешкиот пат и подолг, за жал, но едноставно тоа е опцијата, да се зачуваат оние што се суштествените принципи, македонскиот јазик, идентитет, достоинството на граѓаните и да се реализираат овие други барања. Инаку, кога ме прашувате и за овој аспект, мислам, и јас за тоа сум зборувала уште кога се формираше новата влада сега во јануари, дека е многу важно приоритетите да не бидат сега повеќе насочени дома, отколку кон надворешната политика. Не дека се откажуваме од тоа или дека не е важно, апсолутно е значајно, но не може само тоа да биде приоритет и фокус и целата енергија да се троши само во тој правец, бидејќи ние мора да испорачаме резултати дома. Што ќе помогне на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Надворешната политика и прашањето за Бугарија стана топ тема во изминатите неколку дена, кога страстите се пробуричка со така наречениот француски предлог. Претходно ние топ тема ни беше енормното поскапување на производите, нискиот животен стандард, граѓаните живеат се полошо. Имаме висока инфлација, двоцифрена, горивата веќе уриваат рекорди кои што не сме ги виделе од независноста никогаш. Тоа се прашања кои што граѓаните навистина ги засегаат. Вие покажавте дека 4 пратеници во парламентот знаат да чукнат на маса и да побараат владата да действува во одреден правец. Сметате ли дека и за овие прашања, дали се ова прашања за кои што би чукнале на маса и би побарале мерки кои што многу повеќе ќе помогнат, издвојување на повеќе пари во буџетот, значи покажавте дека имате одредена моќ, особено кога сте координирани помалите партнери во владата. Не бевме координирани, но небитно е тоа. Да, и јас во име на ДОМ можам да зборувам, ние тоа и го правиме. Значи, ние уште кога се формираше оваа влада, имавме своји програмски приоритети кои што влегоа во програмата на владата. И мене ми е многу драго што дел од нив се реализираат, како например зголемената употреба на обновливите извори на енергија, конкретно сега менување на овој за кој зборувавме долго време и лобиравме за измена на правилникот за обновливи, и ќе можат и граѓаните, и компаниите, сите субјекти практично, институциите, јавните установи да инсталираат фотоволтаици на своите кровови. Граѓаните исто така ќе бидат и субвенционирани за таа намена, и мислам дека е тоа многу корисно, не само од аспект на заштита на животната средина и борба со климатските промени, туку и во овој контекст што вие го спомнавте на оваа енергетска и економска криза, бидејќи на тој начин, доколку сите станеме не само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија,
секако ќе бидеме и помалку зависни од увоз на ова енормно скапа струја сега во светот, но исто така ќе значат и пониски сметки за струја за граѓаните. Маја Морачанин во тема на денот, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас.